почитувани граѓани и почитувана јавност. Јас ќе почнам со една реченица која многу често ја спомнувавме. Ја спомнувавме денес. Зборот си е збор. Решивме дека ќе ве донесеме од оваа страна и тука сте. Ќе треба да седите и да учите. И како се владее, и како се води држава, и како се сака својот народ, и како се има добра намера. Имате многу лекции да научите и јас верувам дека ќе треба многу време да помине додека да ги научите. Може би не оваа генерација политичари од ВМРО ДПМН, може би некоја наредна тоа ќе го научи. Јас ги поминав и 24 декември и 27 април и верувам дека ниеден пратеник во иднина нема да почувствува нешто такво. Морам да ви кажам, доста ми е. И мојот влез вчера во овој дом ми беше страшен затоа што не бев сигурна како ќе го доживеам првиот момент кога повторно ќе ни се сретнат погледите. И не само што треба да ни се сретнат, ќе треба и да работиме заедно. И знаете само што ми даде сила? На координација нашиот иден премиер и лидер на најголемата партија на власт рече: наша е одговорноста да бидеме конструктивни, наша е одговорноста да подадеме рака, да ги направиме мостовите. И јас ја прифатив таа идеја. Тоа е навистина така. Колку и да ми е тешко и во овој момент, уште повеќе затоа што нити еден од вас не се извини за она што се случи на 27 април. А тоа требаше да го направите. Тоа беше исклучително важно за градењето на мостовите кои понатаму треба да ги градиме. Вие решивте да молчите, уште повеќе со последниот говорник решивте и да напаѓате. А во меѓувреме, во последните 11 години направивте многу зло во оваа земја. Јас не можам да речам дека оваа влада не работела. Но не е работата само да се работи, треба да се има добра намера. Треба да се сака овој народ, не смее да се подделат луѓето, не смее да се партизира администрацијата. Пред 2 години една ваша колешка рече: ние повеќе не сме партија, ние сме движење. И тогаш ми беше јасно дека работата е многу забегана. Оној момент кога веќе вие мислите дека сте повеќе од партија и дека треба секој човек да ви се поклони за да ги оствари своите права, вие го направивте најголемото зло. Према сопствениот народ, кој понатаму дел од нив ве гласа и ве носи во овој законодавен дом. Ја урнисавте државата, го урнисавте правниот систем, го урнисавте судскиот систем, успеавте да го згазите и да судат судии од вашите втерчиња, да судат сваровски судии. А знаете, ниедна инвестиција не може да биде ни вистинска, нити трајна ако немате судски систем. Ако имате правен систем кој ќе видите сега како се остава на мира и како нема да се чепне од владеачкото мнозинство, тогаш секој ќе знае дека правдата важи за сите и дека е еднаква за сите. И оние луѓе кои треба да дојдат со своји инвестиции ќе знаат дека во оваа земја нивните инвестиции и нивните пари ќе бидат заштитени. Тоа ќе имате прилика да го видите сега. Знаете, слушајќи ги ве овие 2 дена колку се скептични и колку дел од вашите колеги се безобразни, коментирајќи за тоа колку нема да успее новата влада, вие ликувате, ама вие го направивте злото. Точно е, ќе биде пеколно тешко. Ќе биде пеколно тешко затоа што вие државата ја доведовте до просјачки стап. И тоа ќе мора да се поправа. И ќе треба и многу време, и многу работа, и многу труд, и многу посветеност. А јас знам дека луѓето од оваа страна тоа го имаат. Знаете, многу е едноставно. Многу е едноставно, јас верувам дека македонскиот народ и сите други народи и граѓани кои живеат во оваа земја ќе научат да бираат. Многу е едноставно затоа што државата е семејство. Едно семејство во кое главата на семејството е добар човек, има напредок.
И државата може да ја водат само луѓе кои имаат добра мисла и кои сакаат да ја помогнат, кои ќе направат услови за сите, кои ќе сакаат да им ги вратат правата. А тоа е оваа група од оваа страна. Знаете, имавме прилика на 27-ми, еден од колегите тоа го кажа, да видиме што значи кога се има сјај во очите. Имавте прилика вие да видите што значи стоицизам, што значи сјај во очите и што значи саможртва за сметка на она што вчера можевме да го видиме овде. Погледи кои стрела. Нема да спомнам, вие знаете кој така гледаше. На еден ред не поминаа морници од такви погледи. На оваа страна нема да има ни реваншизам, нема да има ни потреба од таков начин на владење. Оваа група, оваа идна влада на луѓе со импозантни биографии ќе владеат на вистина во името на сите граѓани. Јас го познавам Зоран и неговиот начин на функционирање, Радмила со незината енергичност, Драган со неговиот страшен ентузијазам и знаење, Зорица која познавам 10 години и знам без разлика што ќе биде министер без ресор што се може да направи, дека нема да остане без работа нити една минута и дека ќе биде навистина од полза. Го знам Горан и неговата срчаност и да ми извинат сите други кои во овој момент нема да ги спомнам. Тоа се луѓето кои Македонија ќе ја однесат на вистинскиот пат. Ќе го вратат правниот систем, ќе ја вратат правната држава, ќе ги вратат правата на работниците, ќе овозможат повисока минимална плата, ќе овозможат судството да биде независно, ќе знаат дека овој собраниски дом е тој кој треба да ги контролира нив и собранието повеќе нема да биде она што вие успеавте да го направите обичен нотаријат на владата. Ќе се променат работите на добро за сите граѓани на Република Македонија. Ќе создадеме услови, ќе создадат услови владата, за да можат граѓаните да се вратат повторно. Знаете што? Не е sejedno една баба или дедо децата да ги гледа на скајп и да ги гушка. Разликата е огромна. Младите се умни, немаат време и решија да си заминат. Мораме да создадеме услови да се вратат. Да се вратат и да знаат дека во оваа земја, ако се успешни, ако се вредни, ако знаат да работат, имаат шанса. Нема да има потреба од протекционизам и нема да има потреба од некаква книжка. Ќе бидат потребни на државата. Во многу прилики сум ви спомнала дека во Совет на Европа во една прилика имав голема чест да ја чујам бившата председателка на Норвешка која рече: ние имаме најголем ресурс. Нашиот ресурс е човекот. Тоа ќе се случи во оваа држава. Човекот ќе стане ресурс. Човекот ќе стане број еден. Се ќе се прави по мерка на човекот, за да може да се овозможи семејство во кое веќе нема да има толкава сиромаштија. Ќе може да се овозможи семејствата да бидат среќни и да бидат тука. Па ние сме толку малку народ на огромна и богата земја. Па ние некаде во некој голем град сме само еден обичен кварт. Не успеавме до сега да направиме среќа за сите. И крајно време е. И знаете кој може тоа да го направи? Јас цврсто верувам дека тоа може да го направи Зоран Заев и неговата влада. Ако не го направи, ќе биде тешко за сите нас. Јас сум цврсто убедена дека е дојден моментот кога ќе се води поинаква политика, кога ќе се води на поинаков начин државата и кога конечно ќе одиме напред кон нашите аспирации, кон оние желби кои ги имаат сите граѓани на оваа земја. Сите, 98% се изјаснија дека сакаат да бидат дел од НАТО, дел од Европската Унија. Дека сакаат стабилен живот, дека сакаат да не мислат дали може да има војни и не. А вие се обидевте на 27-ми дел од вас токму тоа да го направат. И знаете зошто сето тоа се спаси? Затоа што на оваа страна имаше луѓе кои имаа една максима. Секоја душа е важна. Секој човек е важен. Никој не смее да плаче. И затоа планот не ви успеа. И затоа треба да бидете на оваа страна и да учите толку доволно долго, додека не ја научите лекцијата,
како се владе и како се работи Колешка со Мираковска, собствениот народ. благодарам.